Во 2006 година, кога си одеше СДСМ од власт, помалку од 3000 лица одеа на работа од Виница, а денес во ова мало место се отворени над 4000 нови работни места и бројот се зголеми на над 1400 ново отворени работни места. Од Велес до Берово бројот на ново отворени места во изминативе 10 години се зголеми на над 30.000 лица. Во време на СДСМ таа бројка одеше надоле, а во време на ВМРО ДПМНЕ оди нагоре, истакна Димовски. Таму каде што се во мнозинство, албанците во Македонија ги имаат сите неопходни права и имаат највисоки и најголеми права споредени со било која наша соседна држава. Но овде во Виници, во Штип, во Кочани, во Каменица, каде што не постои ниту еден граѓанин кој што има потреба општина Виница да издава документи на албански јазик, на вистина не разбираме зошто Заев го ветува тоа, ако нема намера и понатаму да продолжи да ја дестабилизира државата. Овие избори не се само избор која партија ќе владее во следните 4 години. Овие избори се избор каква Македонија ќе имаме. Своје обраќање пред присутните имаше и кандидатот за пратеник од Виница Мајдалина Манаскова. На овие парламентарни избори, почитувани сограѓани, изборот е едноставен. Тоа е избор помеѓу две опции. Едната опција која создаваше кризи и ние, ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, кои и покрај се трудевме да работиме, да помагаме, да создаваме и покрај сите пречки и обструкции. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ и носител во изборната единица 4 вети нови проекти за Виница, кои веќе се во програмата на оваа влада. Пред виничани синоќа своје обраќање имаа и лидерот на демократските сили на ромите Шабан Салиу, како и Аксел Фишер, пратеник во германскиот Бундестаг од партијата на Меркел.